Детето кое завчера беше избодено со остар предмет на училиште во скопската населба Ченто е во стабилна состојба. Тимовите кои го оперираа велат дека е во ред и оти се почнува со намалување на седацијата за да почнат да го будат, велат во клиничкиот центар. Настанот се случи во понеделникот во втората смена во училиштето 22 ноември или 25 мај по старо, кога средношколец кој лани завршил во основното училиште влегол во школото и го избодел 14 годишниот девето оделенец. Бил итно пренесен во болница и опериран со животозагрозувачки повреди на црниот дроб. Родителите кои изутрината ги носеа своите деца на училиште не беа многу расположени за разговор пред камера. Или креваа раменици или одмавнуваат со раката со негодување. Вознемирени се и загрижени за безбедноста на своите деца. Не да сме загрижени, него ненормално сме загрижени. Како може ученици да носат ладни предмети во школата? Не знам, не ми е јасно мене. Докај ќе одиме со ова, треба институциите да превземат мерки во врска со ова. Во едно време да не се случат овакви работи. Треба воспитување прво од дома. На улица, во школа. Родител, наставник, друштво, ученици меѓу себе, да се сакат, да се брат и сестра. Ова е ненормална работа. Не знам. Многу ми е жал. Искрено. Не, внуката сега испрати во школа. Замисли, здрава и права ќе однесеш, како ќе излезе си завршуваат во болници. Од училиштето воопшто не се огласија и 3 дена по инцидентот. Директорката и денеска не одговори на нашите пораки, откако вчера ни спушти слушалка кога се представивме, а потоа не одговараше на нашите повици. Министерката Весна Јаневска вели дека за решавање на проблемите со врсничкото насилство е потребна соработка на сите чинители и ги повика родителите да обрнат внимание на своите деца. Ќе ги замолам противниците да побараат измена и дополнување во законот за основно, да вметнеме казна за родителот чие дете е сторител на насилие во училиштето. Во моментов разговараме со нив за да се формулира таа измена и дополнување на законот. Децата не ја развиваат агресивноста во училиштето со исклучок на ретки примери. Децата агресивни доаѓаат во училиштето. Децата средствата, оружјата, ножот, што и да е, не го наоѓаат во училиштето, тие од дома го носат во училиштето. Полицијата вчера соопшти дека напаѓачот бил уапсен, а во обвинителството велат дека за настанот е известен обвинител од оделението за малолетници во основното јавно обвинителство Скопје и оти се постапува согласно Законот за правда за децата.